Во одделението за јавен градски превоз, со јавна набавка, на меѓународен тендер, набавевме 4 нови нископодни автобуси на метан, благодарение на субвенциите добиени од општина Прилеп. Се грижиме за животната средина, го намалуваме загадувањето на воздухот, а со тоа ги намалуваме и трошоците на самото предпријатие. Граѓаните на Прилеп конечно имаат градски превоз каков што заслужуваат. Современ, навремен и редовен. Превоз на патници се врши на 3 линии со 4 нископодни автобуси. Исто така обезбедуваме превоз на учениците од 3 основни и 5 средни училишта во градот со 2 автобуси. Се врши и превоз на работници во тир зоната со 1 туристички автобус. Останатите стари автобуси што ги поседува предпријатието моментално не се во возна состојба. Во одделението за паркинг ја истакнавме организацијата во врска со паркирање на возила на манифестацијата Фестивал на пивото 2019, при што успешно обезбедивме паркинг простор за 6229 возила присутни на настанот и од цената на билетот за паркинг со одлука на Совет на општина Прилеп одвоивме 62.290 денари за хуманитарни цели. Во одделението за проектирање и урбанистичко планирање, во областа урбанистичко планирање, се изработени во изработка или во постапка за нивно одобрување повеќе архитектонско-урбанистички проекти, и тоа за гимназијата Мирче-Ацев, за основните училишта Кире Гавриловски, Блаже Конески и градскиот стадион Гоце Делчев. Потоа изготвени се детални урбанистички планови за повеќе блокови, и тоа блок 2.3, 3.11, 3.13, блок 11.2, блок 11.3, блок 8.1, блок 6.1, 7.1 и блок 7.5. Изработени проекти за инфраструктурна градба се за булеварот Гоце Делчев и улицата Прилепски бранители, велосипедската патека за во функција на развивање на авантуристички туризам и за патот од селата Оревојци и Крстец. Во областа на проектирање изработени се основни проекти за пешачки патеки, за спортски игралишта, за инфраструктура за изградба на велосипедска патека, за пристап на улица со паркинг простор, за изградба на подпорен цид на улица Прокор Пчински, за градби со кои се овозможува олеснето движење на лица со инвалидност во сите основни и средни училишта. Потоа основни проекти за изградба на оградни и подпорни ѕидови на градскиот стадион Гоце Делчев, за изградба на отворени спортски игралишта во училиштата Рамполевката и Гоце Делчев, како и основен проект за изградба на спортска сала затворена во училиштето Кире Гавриловски. Основен проект и предмет пресметка за санација на пристапен пат, изградба на информативна точка, летниковци и урбана опрема, како и основен проект за реконструкција на парковско зеленило на улицата Ордан Чопела. Изработен е идеен проект за детската градинка во населба Точила и изработени се форскици за затворениот базен во истата населба Точила, како и 11 проекти за траен и времен режим на сообраќај.